Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание во емисијата во која политиката, бар за момент, ја ставаме на второ место. Во денешното издание на емисијата Вашиот пратеник, гостин е пратеникот Амар Мециновиќ. Добре дојдовте во Собраниското студио. Добар ден, ви благодарам за поканата и чест ми е да бидам тука. Вие сте еден од помладите пратеници во овој собраниски состав. Ова е вашиот прв мандат. Ве интересираше ли политиката кога бевте средношколец? Јас мислам дека, не знам како е кај другите луѓе, но јас мислам дека многу рано се политизирав. Би рекол дека веќе на некои 15-16 години почнав да следам политика, што не знам дали е случајот со сите луѓе, но да, и не само во смисла на што се случува на политичката сцена, дури тоа мислам дека во тие години ми беше секундарно, баш напротив, моето политизирање одеше низ еден процес на разбирање на светот низ општествените процеси кои се случуваат околу нас. Секако тоа имплицираше дека едноставно мене општествената полемика ме интересираше, нели, уште како средношколец. И да, би рекол дека веќе на 16-17 години нормално тоа беше во некое повисоко темпо. Јас едва и чекав да наполнам 18 години за да можам да гласам. Млад сте, но сте особено активен и гласен кога се работи за важни општествени прашања, особено прашања кои што ги засегаат младите. Пред да станете пратеник во овој собраниски состав со мандат до 2028 година, бевте член на Советот на град Скопје. На последните локални избори бевте и кандидат за градоначалник на Скопје и влеговте во вториот изборен круг. Колку тоа искуство ви помага денес во работата во законодавниот дом? Јас пред се морам да ја нагласам поддршката, затоа што поддршката која ние ја добивме на овие локални избори беше толку голема и тоа беше толку искрена, затоа што навистина во целиот тој период дори се случуваа изборите, јас имав неверојатна привилегија да се сретам со илјадници скопјани со кои се зборуваше на една основа, затоа што политиката во Македонија често пати знае да биде малку надвор од границите на нормалното. Ние слушаме и за принципи на подкупи, за уценување, за нудење на вработување, така што за луѓето со кои се сретнав и за работите кои ги разменивме, ние зборувавме за нашиот град, просто знаете. Значи, на тоа се сведуваа разговорите, како го доживуваме градот, како сакаме да ни изгледа градот, зборувавме за борбата, дека е тешка, дека треба да се потрудиме, така да во целиот тој период, сите тие прекрасни луѓе кои ги сретнав и таа поддршка која добив, која се материализираше нормално во гласови за јас да влезам во вториот круг, и веќе во вториот круг каде што добивме 60.000 гласови, навистина мислам дека пред искуството кое неминовно да ми ја смени работата во парламентот после изборите, мислам дека поддршката е многу побитна во моје субјективно чувство, затоа што сега едноставно чувствувам и поголема одговорност за сите тие 60.000 луѓе, не само тие 10 со кои влегов во парламент во 2024, не напротив, туку луѓе кои веруваа во нешто за кое заедно зборувавме оваа есен за градот за кој сите го сакаме, така што апсолутно да има разлика, а на самиот крај да го одговорам конкретно вашето прашање во поглед на искуството, да, мислам дека особено такви едни избори, еве за вашата публика, мислам дека изборите каде што се надпреварувате сами на гласачкото ливче се многу поразлични од изборите кога сте на листа. Тоест, нели, во случај да ја водите парламентарната листа како јас во изборна единица 2 во 2020 година, сепак на градоначалничките избори на вистина настапувате како поединец, но сепак нормално при една структура и една поддршка која нуди политичка партија. Така што за самиот крај јас ќе кажам дека мислам дека овие избори од мене создадоа едноставно политичар кој веќе немам, некако не чувствуваме веќе ограничување. Едноставно сега знаеме дека народот верува во нас и следното што на кое ние целиме е да ја преземеме власта во државата.
Очекувавте ли искрено како 30 годишен млад пратеник дека ќе влезете во вториот круг? Па еве искрено, затоа што на почетокот најавивте дека ќе зборуваме надвор од политиката, ќе ви кажам кој беше мојот интерен процес на размислување. Веќе во јуни почна да ме убедуваат да се кандидирам. Јас искрено од прва не сакав. Значи мојот прв инстинкт беше дека не сакам, затоа што знаете, бев во првиот момент свесен колку тоа ќе биде интензивно. Значи, навистина знаев дека тоа ќе биде трансформативно, дека после тоа веќе ништо нема да биде исто во поглед на мојот живот. И тоа не е лесна одлука да се донесе и ја донесов нормално со поддршка на луѓето кои беа околу мене. Веќе јас во јули бев свесен дека ќе одиме на избори и во сите тие калкулации навистина ништо не беше оставено на случај. Значи, ние заедно со тимот кој работеше на кампањата за Скопје, прецизно имавме испланирано што ќе се случува во кампањата. Веќе на почетокот на август ние имавме целосен приказ за што ќе зборуваме, како ќе зборуваме. Буквално имавме испланирана содржина за целите избори која ќе ја пласираме. И уште од самиот почеток свесни бевме дека имаме големи шанси да влеземе во втор круг. Значи не е дека не верувавме, апсолутно напротив, и само како поминуваше времето станувавме се по убедени во тоа, иако јас никогаш не си дозволив да верувам слепо нормално во нешто такво, но да, верувавме дека ќе влеземе во вториот круг и од друга страна знаевме дека во вториот круг многу тешко до победа, што се испостави дека е така, но тоа што граѓаните го знаат за левица, дека левица не е од денес за утре, ние одиме чекор по чекор, така што ова што го направивме ова есен, ние го чувствуваме како неверојатен успех. Така, во вашата биографија, објавена на Собраниската веб страница, гледаме дека сте роден во Скопје. Верувам дека сте растеле со пријатели и другари од детството, кои што се од различна националности, македонци, албанци, бошњаци. Што е тоа што најмногу ве изгради како личност? Дали тие пријателства од детството, семејството, средината каде што растевте? Јас мислам дека за општество како нашето, мислам дека хетерогените средини каде што живеат различни етнички групи се позитивни искуства за луѓето кои живеат во нив. Навистина, мислам дека се многу попозитивно неголи ексклузивно во хомогени средини кога се живее, затоа што во текот на животот добивате една перспектива на работите која мислам дека на нас многу ни изостанува во секојдневието кога зборуваме за себе, за едни, за други и така натаму. Што сакам да кажам со тоа? Јас израсна во таква средина, но сега сум во средина, во парламент, каде што се најизразени разликите. Значи, во овој дом, во Народниот дом, се создаваат поделбите, јас би кажал. Значи, во парламентот се чувствува како да речиси како да не комуницираат нашите етнички групи, иако тоа не е случајот за луѓето кои растат во такви заедници. И сега сакам да искористам оваа прилика да дадам еден осврт на тоа што ние го забораваме во поглед на овие теми. А тоа е дека многу често ја поистоветуваме, например, културата наша, на нашите етнички групи во Македонија со политиката. Па така, например, забораваме да уживаме меѓусебно во песните на нашите култури. Забораваме да уживаме во ората. А кога ќе ги надминеме политичките граници на перцепција кои ги имаме за песните од друга етничка група, за ората, друга за уметниците, за едноставно за уметност и за изразот на кога ќе ги тргнеме тие предрасуди, тогаш во тој момент ќе сватиме дека нашиот ритам во песните е ист, нашите мелодии се исти, нашите теми кои ги обработуваме се исти, нашите заплети се исти, нашите расплети се исти. Начинот на кој што чувствуваме е ист и се обединува во
карактеристиките кои ги делиме во културата. И крајно јас би кажал дека вашето прашање е всушност и одговор, затоа што кажавте што ви даде тоа што живеевте со различни групи. Тука е одговорот. Ние мораме да прекинеме да се сегрегираме по било која основа и да почнеме да се обединуваме, затоа што сите интуитивно знаеме дека взаимниот контакт е тоа кон кој треба да целиме. Ја спомнавте музиката во дел од вашиот одговор. Свирите ли гитара за релаксација или тоа само за потребите на... Свирам, да. Свирам гитара од 13 години, 12-13 години. Прво свирав во оркестар во основна школа. Почнав како трета гитара, попосле кога завршувавме бев прва гитара, што многу бев горд на таа прилика. И свирев, да, за жал, сега не ми текнува на презимето, иначе една прекрасна наставничка по музичко, Славица. Жената во Чаир, мислам, живееше и во Петар Здравковски Пенко предаваше и со неа и со низиниот пристап кон педагогијата, кон децата, навистина се раѓаше љубов кај нас, така што од таму потоа свирев на моменти во таа преодна фаза, кон крајот основно со мандолинскиот оркестар Скопје и со диригентот Рамадан Шукри, кој е, мислам, врвно име во македонската класична музика. И тоа се случуваше негде до 15-16 години. Тогаш прекинав да свирам заради мене, заради непознати причини, не знам зашто едноставно. Политика, да, ето, значи тоа е изворот на проблемите, апсолутно. Кога сум дознал изгледа за политика, едноставно ти се убива жарте и тоа е тоа. И така беше, не свирев негде до 21 година и после сватив едноставно како да ми текна, дека едноставно свирам и да, во последните 8-9 години, да, многу често ми се случува дома да седам и сам да свирам. Тоа е нешто што ве опушта? Апсолутно. Едноставно затоа што навистина не се размислува за ништо. Многу е медитативна активност. Многу. Како пратеник членувате во неколку собраниски комисии, Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците, Комисијата за образование, наука и спорт, Комисијата за европски прашања, Комитетот за односи меѓу заедниците. Зашто најмногу дебатирате и зашто најмногу се залагате како член на овие собраниски работни тела? Во суштина, собраниската работа, ние како парламентарна група од 6 пратеници, затоа што знаете, собраниската работа е обемна, а ние имаме 6 пратеници, така во таков случај пробуваме едноставно ресорите и работите и темите да ги поделиме во некој рационален товар за сите пратеници, така што во тој случај нормално јас адресирам некои од темите кои може да се најдат во дискурсот, во нискомисиите. Генерално расправите не се задоволителни, јас би рекол, затоа што комисиите се третираат како едноставно една формалност која според деловникот треба да ги донесе повторно законите на пленарно. Таму е вистинската расправа и дебата генерално за работите, затоа што генерално ние поднесуваме закони кои никогаш не ни стигаат до комисиите, кога станува збор за искуството на опозицијата, би рекол, барем во парламентот. Ние имаме поднесено над 20 закони кои немаат стигнато до комисиските расправи затоа што биваат одбиени од парламентарното мнозинство. Така што во услови каде што нашиот парламент едноставно треба да поработи и понатаму на на комуникацијата помеѓу владиното мнозинство и опозицијата, комисиите може да бидат еден од местата каде што тоа може да се случи и се надеваме дека до крајот на мандатот ќе оплемениме комуникацијата помеѓу опозицијата и владиното мнозинство.
До крајот на вашиот мандат во овој пратенички состав остануваат уште 2 години. Кога би сакале да издвоите едно законско решение или една ваша заложба како пратеник на Левица, што би било тоа? Ова е, мислам дека најтешкото прашање кое го имам добиено во било кој интервју. Навистина, тоа е навистина многу тешко да се каже едно да се издвои. Но знаете како, ајде вака ќе видам политичар па ќе ви го одговорам вака прашањето. Значи, има многу теми кои мора да се адресират. Има горечки теми во Република Македонија. Например, има теми од живењето на работниците кои се теми кои мораат одма да се адресираат. Например, едноставно имаме толку многу работници на договор на дел во Република Македонија кои не се кредитоспособни, кои не се сигурни дали ќе продолжат да работат на тие работни места. Тоа значи дека немаат работна сигурност, тоа значи дека тие семејства немаат работна сигурност, тие деца кои се наоѓаат во тие семејства немаат работна сигурност, тоест мислам социјална сигурност преку своите родители и во услови на зголемување на трошоците на животот, во услови на тешки времиња би рекол, мислам дека тоа е законот кој најмногу би сакал да го видам да се донесе. Едноставно во Република Македонија да се донесе закон дека секој работодавец кој вработува работник да може да му даде еден договор на дело во време трајање од 6 месеци, со исклучок на некои професии специјализирани каде што треба поголем период за евалуација на работникот, но во 95% еве да кажеме, тоа би било 6 месеци и веднаш по истекот на тие 6 месеци да се трансформира работниот однос во неопределен работен однос. Така што мислам дека иако многу работи други ми текнуваат за зголемување на породилно отсуство, за кратење на работниот ден, за зголемување на за универзално здравство, например, во Република Македонија, да нема потреба да се плаќа приватно здравствено осигурување, така да многу работи, но ова навистина тешко прашање, мислам дека кога би можел нешто да видам да се донесе во собрание, тоа е за работната сигурност на нашите работници. Во нашиот неврзан разговор пред да почнеме со оваа емисија, спомнавте дека после ова интервју одите на средба со граѓани. На последните парламентарни избори бевте носител на втората изборна единица на пратеничката листа. Верувам дека како млад човек не само петоците кои се загарантирани за средби со граѓаните, туку и другите денови ги користите за средби со гласачите. Што најчесто споделуваат како проблем со вас? Мноштво проблеми. И тоа е тешкотијата на општествените работи како политиката, затоа што во суштина секој од нас поединечно има мал милион, како велат, секоја планина со своја тежина има мал милион проблеми. И верувајте, имам контакт со граѓани со најразличен тип на барање и тоа покажува едноставно дека граѓаните покажува две работи генерално. Тоа покажува дека можеби институциите не се толку не одговараат толку добро на потребите на граѓаните, чим граѓаните се обраќаат на политички партии, не само за политички крупни барања, нели, за животот, туку едноставно буквално за секојдневни проблеми со кои се соочуваат во склоп на нашите институции, во склоп на нашиот систем. И од друга страна, тоа значи дека можеби нашите институции не се ни доволно отворени, тоест нема доволно промоција на механизмите кои нашите институции ги немаат. Нашите граѓани не знаат кој инспекторат каде, кој треба да им ги заштити работните права, кој треба да им ги заштити деловните права. Едноставно постои некоја какафонија во функционирањето на институциите, која мислам дека наведува на тоа да граѓаните едноставно бараат како би рекол слух од политичките чинители за некои работи кои институциите треба да ги прават. Некако ако можеме така да ги поставиме работите, инаку затоа што спомнавте изборна единица 2, во изборна единица 2 во смисла јас одам теренски и одам таму каде што се нели нашите луѓе, нашите советници, се среќаваме со граѓани, но во склоп на собранието имаме контакт со граѓани просто од цела Република Македонија, независно од кое место доаѓаат и независно со кој проблем се соочуваат.
Ви благодарам за нашиот разговор и што бевте дел од серијалот интервјуа Ваш пратеник и што нашите гледачи има можност да ве запознаат во едно поинакво светло. Ви благодарам и вам, навистина беше ова едно убаво интервју. Ви благодарам многу за прашањето за законот, ќе го памтам ова прашање, а со тоа и ова интервју, така што навистина ви благодарам.